Почитувани граѓани, почитувани медиуми. 78% покачување на функционерските плати. Се многу повеќе од 100 денари кои владата на СДСМ и ДУИ ќе ги даваат на пензионерите и студентите за само неколку месеци. Станува збор за реален изборен подкуп со кој се потценуваат нашите сограѓани. Трошки за народот, за функционерите од владата с големени плати. И додека владата на СДСМ и премиерот Ковачевски го користи државниот буџет за подкуп, според податоците на официјалните институции и одлуката на Уставен суд со коефициент 4,5 помножен со минатогодишната бруто плата, која изнесуваше 47.000 денари, премиерот Ковачевски, кој од март месец земал плата од 88.260 денари, изминатите 9 месеци зема плата од 156.000 денари, или за цели 67.740 денари покачување. 67.000 денари повисока плата за Ковачевски, а илјадарка за народот изборен подкуп. Шефот на државата пак, Стево Пендаровски, кој земал 92.000 денари, се до одлуката за зголемени плати со 78% покачување, на сметката месечно му легнуваат 165.000 денари. Односно, со покачувањето од над 1.200 евра, сега платата на Стево му се пресметува со над 2.600 евра месечно. Значи, покачување од 1.200 евра за Пендаровски, а за народот трошки од 1.000 денари изборен подкуп. Највисоката плата со покачувањето од 78% зема и спикерот на собранието Талат Џафери, со 166.000 денари месечно. Ова значи дека со покачувањето од над 1.000 евра, председателот на собранието Џафери, премиерот Ковачевски и шефот на државата Пендаровски ќе добијат зголемување на платата од над 50 евра повеќе за секој работен ден. Инаку, функционерските плати ќе продолжат да растат и следната година. Односно ќе бидат поголеми и до 400 евра, бидејќи според закон тие растат согласно со растот на просечната плата во државата. Револт има и кај студентите, кои сметаат дека така наречената помош од 1500 денари не значи помош, туку нивно потценување, бидејќи цела година протестираа и ја молеа владата на СДСМ и Ковачевски да ги исполни нивните барања, односно наместо 120 денари да изнесува 140 денари, бидејќи во услови на двоцифрена инфлација не им се доволни ниту за бурек и јогурт, а не пак за здрав оброк. Па така, ова краткорочна помош на владата на СДСМ за пензионерите, студентите и средношколците нема споредба со покачувањето на функционерските плати. Со оглед дека 78% покачување на функционерските плати се многу повеќе од 1500 денари кои владата и Ковачевски ќе им ги даваат на пензионерите и студентите. Ова е само уште еден неуспешен обид за масовен изборен подкуп преку користење на државните ресурси. Ви благодарам.